Добре ве најдов. На почеток сакам да искористам оваа можност да им ја честитам новата година на сите граѓани на нашата држава, да бидат здрави, среќни, весели и да бидат исполнети со убави моменти и да имаат голем успех во наредната година која што престои. Убава порака и убава вест имавте на полноќ, на 1 јануари, првото бебе женско, тоа веле и плодност, и добра енергија, такви се барем толкувањата на овој знак. Како било лани? Што покажува статистиката за минатата година? Колку бебиња ни се родила? Колку од нив биле момчиња, девојчиња и што ни кажува тоа за нашиот наталитет? Па, убаво кажавте, годината ни почна многу убаво. Еве, тоа нека биде еден символ за плодност. Првото девојче што се роди на полнок, Евгенија, плюс беше и трето детенце, што значи нека биде тоа и стимул за што повеќе фамилии да се охрабрат, да имаат храброст, да имаат повеќе дечиња, затоа што јас секогаш викам, домовите кои што се полни со насмевка од дечиња се најтопли, најбогати и најсветли. Минатата година ние имавме 4043 раѓања, што на некој начин ни беше еден успех за нас, затоа што после повеќе годишен пат на раѓањата во споредба со претходните години, некако оваа година имавме 170 раѓања повеќе од 2024 кога беа забележени 3873 породувања. Ова е некако еден убав знак за нашата клиника, затоа што, како што напоменав, после повеќе годишен пат на раѓањето, а за жал тоа е нешто што ја зафаќа целата наша држава. Статистиките говорат дека ако се спореди еве од 2023 кога сме имале околу 23.000 лани, за 2024 вкупно на цела држава 16.061 породување, значи 7.000 породувања помалку. Сметам дека навистина тоа е една тема која што ја загрижува и цела наша држава, па овај мал, можеби незначителен, меѓутоа сепак за нас е весел момент што 170 бебиња се повеќе отколку претходната година и јас искрено се надевам дека и во другите институции широм нашата држава е истиот тренд и се надевам дека тој пат постепено ќе се промени, ќе почне таа линија да оди нагоре, затоа што навистина тоа е исклучително важно за оваа држава. Какви се трендовите, докторка, во однос на тоа колку бебиња се раѓаат по природен пат, колку бебиња се породуваат со царски рез, колку се предвремено родени или со компликации, колку се родени во соодветна гестацијска недела и развој. Што покажува оваа статистика? Во принцип, ние представуваме најголемо родилиште во нашата држава, каде што се раѓа 26% од сите породувања во државата. Значи, минатата година бевме околу 26%. Сега, сме единствен референцен центар каде што се раѓаат предвремено, односно под 32-ра гестацијска недела, државен референтен центар. Значи, во принцип, светски тренд е да се зголемува процентот на царски рез, меѓутоа во принцип кај нас завршуваат оние пациенти кои што се покомплицирани, кои што обично доаѓаат со ризик за предвремено породување и на тој начин процентот на нашата клиника, како и во цела држава, е малку повисок, меѓутоа со напор минатата година ја резобновивме школата за психосоцијална подготовка и на тој начин доаѓаат пациентите кај нас и им се објаснува која е предноста тие да родат спонтано и доаѓаат поспремни на породување и мислам дека полека работиме на тој тренд да го намалиме процентот на раѓање на царски резеви кај нас. Инаку минатата година околу 870 од овие 4043 раѓања беа баш дечиња кои што беа предвремено родени, односно под 37 гестацијска недела, а од нив 217 екстремно мали новороденчиња кои што се третираат на одделението за интензивна нега. Висока бројка, вака процентуално од 4.000. Па и тука имаме некоја зголемување затоа што од 7 на 9% се зголемуваат предвремено родените дечиња. Тоа е како резултат на, ќе кажам, одложувањето што жената денеска го прави на реализирање на својата репродуктивна функција, а тоа од друга страна носи ризик за неплодност, па инвитро и на тој начин ризик за повеќе плодова бременост, која што е една од причините за предвремено породување. Така да имаме благ пораст на предвремено породените деца, меѓутоа тоа се дечиња кои што се понатаму згрижени од одделот за интензивна нега и кои што
нормално добиваат третман како што треба да биде проследен на нашата Најавивте и клиника. чинам дека спроведувате безболно породување, тоа значи велите секоја една мајка има право да побара и добие епидурална анестезија при породувањето. Тоа реалност ли е? Најпрво и кој е процентот на родилки кои што ја добиваат оваа можност? Знаеме дека во минатото баш и не беше достапна за сите, беше еден вид на луксус, привилегија која што само дел од родилките ќе ја имаат. Така е, значи во државната клиника до 1 октомври не баш секоја пациентка имаше можност да добие безболно породување, меѓутоа благодарение на соработката на акушерите и огромна благодарност до целиот тим и од анестезиолози кои што од 1 октомври веќе пружаат можност секоја родилка која што ќе дојде кај нас на клиниката да има можност да добие безболно породување. Се повеќе пациенти се информирани за тоа. Ние тоа го објавивме на нашата веб страна, имавме повеќе гостувања од страна на анестезиолози и на тој начин веќе од 1 октомври се спроведува секоја пациентка која што ќе дојде кај нас да има можност безболно да добие породување, на тој начин подобро да го доживее чинот на самото породување и да ни дојде повторно и да биде желна да роди спонтано доколку нема нормална индикација од страна на мајката или од страна на плодот. Обид ли е ова да се трката со условите и можностите кои ги даваат приватните болници, бидејќи веројатно една од причините зашто досега, барем за оние кои имаат можност, не била државната клиника прв избор, е токму тоа дали породувањето ќе биде безболно или нема да биде безболно. Видете, јас навистина сум среќна што постојат приватните болници и покрај тоа што доаѓам од јавна здравствена институција. Зашто велам тоа? Например, приватните болници се тоа што беше Федерер за Џоковиќ, ќе кажам. Значи, секојаш е добра она една позитивна конкуренција, затоа што се вади подобрата варијанта од другата институција. Може би на некој начин да подобрите услови, подобрата современа опрема, безболното породување беа и стимулс, истото ние тоа да го спроведеме и да го пружиме за пациенти кои што си плаќаат постојано здравствено осигурување, а немаат можност да додат во приватна болница, да го добијат тоа истото во здравствена институција. Меѓутоа, морам да истакнам дека во терциерните универзитетски клиники се завршуваат секогаш најкомплицираните, најсложени случаи. Од друга страна, покрај клиничката пракса, на нашата клиника се изведува научно-истражувачка и едукативна дејност. Силна јавна здравствена институција заедно со медицински факултет се тие кои што го формираат здравствениот кадар, кој што утре ќе работи и ќе го потпира и приватниот и државниот сектор. Значи, на приватните болници им одговара да има јака здравствена јавна институција, затоа што токму со можности за спроведување на современи услови се гради тој млад кадар кој што утре ќе го потпира и приватниот и државниот сектор. Затоа викам јас, конкуренцијата ја доживувам како добра работа, како здрава. Најинтересниот тенис беше кога игра Џоковиќ, Надал и Федерер и сметам дека тогаш беше најголемиот прогрес на тенисот. Затоа и конкуренцијата позитивна помеѓу приватниот и државниот сектор, сметам дека ја вади најголемата и најдобра варијанта од двете институции, а секако најголема предност за тоа имаат самите пациенти и граѓани кои што имаат можност да добијат подобра здравствена заштита и во двете институции. Во таа насока пред неколку дена промовиравте реновирање, околу 110 милиони денари вложување, 2000 метри квадратни реновирани во рамки на целиот објект. Што добиваат пациентите од конкретно од оваа инвестиција која што е направена во момент? Добро, да, изминатата година навистина беше, можам да кажам, една година исполната со предизвик за клиниката за гинекологија и акушерство и не само што го смени ликот со таа реконструкција, јас можам да кажам дека беше набавена таа современа опрема, меѓутоа најголемиот влог за мене е тоа што 21 доктор и 15 акушерки беа испратени на едукација во странски здравствени институции, каде што ги видоа како работат експертите и ги донесоа тие протоколи тука. Покрај тоа, ние организиравме и 2 работилници на кои што странски експерти има можност да присуствуваат во нашата клиника и докторите кои што беа присутни тука да ги добијат тие и со оглед на тоа воведовме 4 нови
методи на нашата клиника кои што се сега достапни за граѓаните на нашата држава. По принцип тоа се методи од минимално инвазивната хирургија, со тоа се скратуваат интрахоспиталните денови за пациентите, побрзо доаѓаат, се намалуваат оние листи на чекање, се подобрува феталната ехокардиографија кај акушерите, односно диагностиката и исто така се подобрува и третманот во одделот за интензивната нега кај новородничињата, кој што рековме дека најголем дел кај нас завршуваат, а дел од младите доктори беа во Словенија, со кој што изминатата година воспоставивме билатерална соработка, значи со клиничка болница Љубљана и имаат можност нашите доктори да присуствуваат таму, да ги видат и да ги донесат. Значи на тој начин сметам дека пред неколку дена беше промовирана нашата клиника, каде што ние создадовме едни посовремени услови, каде што има добра опрема и се разбира едуциран веќе кадар кој што оди напред и ги носи оние протоколи кои што ги има и во европските страни. Има ли многу опрема во овој буџет за кој што зборуваме од 110-120 Па има опрема која што најмногу се вложи во лапароскопските столбови, нови операциони светла, анестезиолошки апарат, 3 диагностички апарати ултразвучни беа набавени, офиски стероскопија кој што овозможува еднодневен третман на пациенти кои што претходно беа третирани во операционата сала и на тој начин може да има исто така поголем обрт на пациенти годишно. Така да мислам дека да, благодарна сум за целата поддршка што ја добивам и што навистина сериозна современа опрема со која што еве на некој начин може да се пофалиме дека сме во согласност и со приватните и со странските современи здравствени институции. Несомнено неопходна е опрема и едукација на кадрот. Оно што мене ми беше дилема со оглед дека станува збор за најновиот објект, најновата клиника во рамки на клиничкиот центар од 2012 година. Имаше ли потреба да изгледа како луксузен хотел кога ќе влезата и да има уметнички слики во сите ходници? Нели е тоа уште еден обид само да заличи на приватно здравство без некоја суштинска промена за пациентите? Па, видете, јас повеќе пати добив тие прашања зашто баш најновата. Меѓутоа, сега кога ќе видите вие, имате убава куќа, меѓутоа мора истата да ја одржавате. Ако претходно не се одржавале некои работа, имаше таму сериозни пропусти, каде што немаше добра изолација и имаше проблеми кои што навистина беа сериозни инфраструктурни предизвици кои што можеа да и загрозат безбедност понекогаш на вработените таму, навистина имаше потреба од реконструкција и од реновирање на таа клиника. Имавте еден случај кој ја потреса јавноста, објавата дека новороденче починало во октомври, веста дознавме во месец декември. Комисиите покажаа дека немало лекарска грешка и пропусти на клиниката, но она што сакам да ве прашаме, сметате ли дека можеби има простор за корекција во начинот на кој што се однесувате кон јавноста во смисла на тоа дека можело потранспарентно кон надвор клиниката да постапи во овој случај? Бидејќи действувавте откако веќе беше информацијата објавена во медиите. Значи вака, јас најпрво сакам да изразам огромно жалење за и сочувство до семејството и до сите оние семејства каде што за жал не секогаш докторите успеваат да ја добијат битката. Значи она што сакам да кажам јас за тој случај е дека веднаш беше постапено согласно сите медицински и етички протоколи и беше постапено онака како што кажува она што е во надлежност на нашата институција. Ние, додека не ги добиеме крајните извештаи, не може да постапиме врз притисок на јавноста или да информираме онака како што нема да биде. Јас како човек, како колега, како менаџер, ве уверувам дека никогаш нема ништо да прикријам или да сокријам, меѓутоа секогаш морам да ги почекам сите релевантни извештаи за да постапам согласно с медицинската етика и согласно со извештаите што ќе бидат добиени во овој случај. Значи, смртта е најголемиот непријател кој што може да се случи за еден лекар во професионален план. Никогаш и покрај сите спроведени протоколи, сите спроведени, целото знаење што го има докторот, за жал битката ја губиме. Меѓутоа, ние остануваме транспарентни, јас апсолутно поддржувам јавно информирање, меѓутоа денес да се шират предвремено и да се потресуваат семејства со сензационалистички теми од овој тип, без при тоа да ги имаме финалните, самите вие кажавте дека има контрола. Значи на нашата клиника веднаш беше спроведена анализа на сите клинички постапки кои што беа, што се во рамките на нашата институција. Меѓутоа вие за да добиете конечен одговор, мора да ги имате извештаите кои што понекогаш
беше и објаснато на семејството, се чекаат во одредени рокови. Така да ние и понатаму остануваме достапни, транспарентни, никогаш нема да се окриеме, меѓутоа никогаш нема ни да обвиниме некој врз база на јавен притисок или лични други мотиви. Она што е важно, искуството во терциерната установа е да ги подобруваме условите и да правиме да не се повторат или да не дојдат некои работи доколку постои грешка. А инаку законската регулатива, ако некој се огреши пред законот, се разбира дека ќе се и сноси последиците. Остана практично уште јавното обвинителство го нема целосно затворено овој случај. Ако не се лажам, началничката на интензивна нега го пријавила сомнежот за несоодветниот третман. Кој е вашиот став кон тоа? Сепак таа информација не сте доставила вие, туку друг доктор. А истовремено педијатарката која постапувала и за чие што работење се појавија сомнежи во јавноста, од интензивна нега е префрлена во обична нега на редовно родени новороденчиња без компликации. Ако немало грешка, зошто сте го направиле тоа како менаџер? Значи вака, секогаш началникот е тој што кој организира работата на самото оделение. Началникот кажува и тоа е оној кој што организира. Ние како менаџери поставуваме началници, тие се оние кои што се организираат работата на оделението. Веднаш на барање на началничката, она го достави барањето кај мене на 13 на 14, докторката беше префрлена на друг одел затоа што началничката предвидела, согледала дека таа докторка не може да работи на тој оддел. За понатаму да се постапи кон докторката, мора да се почекаат сите релевантни извештаи кои што ги добиваме. Инаку сакам да кажам дека претходно истата таа началничка ја побара докторката затоа што имала 17 годишно искуство. 17 години таа докторка работела на одделот за интензивна нега. И на тој оддел за интензивна нега јас навистина сакам да се заблагодарам на цел тим затоа што 40 до 50 дечиња секојдневно се реферираат на утрински состанок, дека постојано се гледаат и се мониторираат. 93% од екстремно малите дечиња си одат дома од нив. А ако ги прочистиме оние кои што се со некомпатибилни аномалии за живот и оние кои што се со екстремна мала, умираат само 2 на 1000 новородени. 530 грама новороденче лани испративме од тој оддел за интензивна нега. Јас навистина не сакам да се потресува никогаш јавноста со погрешни информации, него сакам да кажам дека навистина одделот за интензивна нега и терапија, како што и претходно напоменав, повеќе од 95% од екстремно малите во државата ги спроведува. Согласно со ова, ние разговаравме и со министерот и веќе од догодина во програмата на влада од февруари доктор Кенхаузен со онаа соработка со Општа болница во Љубљана што имаме, ќе може да доаѓа да прави мониторинг, ќе влезе во програма за едукација на секундарни и терцијерни здравствени заштити, ќе може да дојде, ќе прави мониторинг и ние и понатаму ќе продолжуваме со подобрување на условите. Јас кажав, за жал, се уште не постои здравствена институција каде што смртноста е потполно искорената. Меѓутоа, тенденцијата на добрите менаџери, на добрите здравствени тимови, на началниците, на лекарите кои што работат, на целиот медицински персонал е да се трудиме, да ги подобриме условите и на некој начин да имаме тенденција колку што може да ја намалиме таа смртност. Иначе, за жал, ние ќе бидеме најсрекни да не постои, али ни во светот нема институција каде што перинаталната смртност е се уште нула. Да, за жал. За крај, кои се вашите, речам, топ 3 приоритети, бидејќи зборуваме на самиот почеток на новата година, што е тоа што сакате да го реализирате во 2026 и дали меѓу нив ќе се најде враќањето на инвитрото на клиниката? Бевте меѓу првите како државна клиника која што успеа да го воведе, а сега го спроведуваат само приватните болници. Точно, на нашата клиника беше спроведено првото инвитро во нашата држава. Се согласувам и веќе и тоа е направен проектот, затоа што тоа е во согласно со владата на Република Македонија и Министерството за здравство. Проектот е завршен, до април треба да се изреализира и набавка на опрема за инвитро и реализирање на реновирање на тој дел. Исто така во завршна фаза е уште една акушерска операциона сала, која што би требало до крај на април да биде и таа завршена. И се разбира, она што ми е исклучително важно, да продолжи да се едуцира тимот. Имаме во најава 2 нови работилници, каде што повторно ќе имаме можност за воведување на нови дијагностички и оперативни методи на нашата институција. И она што ми е исклучително важно, да биде обединет тимот, затоа што кај нас завршуваат, како што кажав,
најкомплицираните и најсензитивни случаи каде што ние честопати мултидисциплинарно и конзилиарно ја превземаме одговорноста и ги решаваме тие начини на начин да ги заштитиме најдобро што може пациентите. Доктор Алексиевска Папастиев, ви благодарам многу за гостувањето во Дневникот. Ви благодарам на поканата.